според статистиката на ФИБА. Останува 25-24 сега за 3 поени. Промашува Крстевски. Доста грешки на двете страни и краде топка за да погоди Делалич. 6. Робев не се реши за шут. Петков повикан во репрезентацијата на Македонија за престојните дуели со Естония. 29-29. Интересно прво израмнување на мечот е ова. И ке има 3 поени. За прв пат највисока предност плюс 5, 40-35. Ке има ли уште еден прецизен шут за 3 поени на Робев? Не. Еве го одново во серија и втора тројка на брзина за Робев. 45-38, веќе подолго време стои на семафорот. Танасковиќ вади надвор за Робев. Има тројка на Робев, 12 и негов поен. Трајс, Джелетовиќ, Стајич, Трајс. Робев е во игра. Трајс од тешка позиција, премногу сакаше, заврши топката некако кај Робев. Делалич против Мијовиќ. Добра позиција за Робев, чиста за 3, ево го погодува. Репрезентативецот Дамјан Робев, 47-50. Инаку вакиот период шанса мзето да намали. Убава топка за Танасковиќ, лоша ја прими сега Робев за 2 или за 3 поени, покажува судиите, како и да е. Истече времето, ако претходно немаше фаул, а изгледа дека имаше. Председен Дамјан Робев, 48-52. И втор пат Танасковиќ за Робев, можеше да биде за 3, се решува за шут за 2 и има дополнително слободно фрлање. Ход тука невнимателно, ако веќе влезе требаше биде по-убедливо. Дамјан Робев сега во финишот од третиот и почетокот на последниот период. Слободно фрлање, контрола на Магденски. Ворку не изведува најдобро оваа транзиција. Робев и не успеа таму да биде изблокиран. Не ни забележа, може би дека имаше обид за блок. Дамјан Стојановски против Мијовиќ. Се извлече за 3 поени, тежок шут. Робев офанзивен скок. Каква енергија само внесува Робев во второто полувреме. Одиме натаму со овој надпревар. 3:45 до крајот, повторно Робев, може би тој има најмногу право и еве го погодува уште еднаш Дамјан Робев. Ова е најзрела партија на Робев во едно полувреме. Во еден вака значаен надпревар, 57-57 и пак се од почеток 13 негови поени. Паде Боцевски, недостасува едно и, директор на кампанијата Task Force. За одличната организација на овој турнир, да видиме за MVP прогласен Дамјан Робев. Доволни беа оние негови изворени 20 минути во второто полувреме за да биде прогласен за најкорисен играч во ова финале. Имаше неколку кандидати. Споменав и за оние кои што може да бидат од Пелистер, Магденски, Костовски пред се, меѓутоа Робев ја направи решавачката предност или приклучок